Ќе ви прочитам нешто интересно во врска со најголемите фалсификатори на балканската историја, кои што повеќе од 100 кусур години користат лаги да ја замајуваат Европската Унија, да го замајуваат целиот свет, дека се нешто посебно и дека полагаат право, имаат право да прават што сакаат на Балканот и да си присвојат или бугаризираат што им прдне на паметот. Ова се што ќе ви го прочитам не е за ебанција, тоа е извештај на Американската комисија за мировно преговарање или за мировни преговори, напишан, составен, објавен во Париз 1918-19 година, ова мировниот договор која беше, и кој што се чува во Националниот американски архив. Значи, ова не е некоја бугарашка, фризирана таблоидна штампа, у која што се пишуваат измислени историски факти и работи што нив им одговараат. Ова се наоѓа во Националниот архив на Соединетите Американски држави. Прво ќе ви прочитам еден дел на англиски, за да видите како тоа звучи на англиски. Вика: The Treaty of San Stefano, the greatest diplomatic mistake made by Balkans and one of the principal sources of infinite disorders and a long series of tragic events. A mistake only less than that one which would be made today by letting Bulgaria go off without punishment. Bulgaria was created. Значи, вели, извинете што не читам, што неам акцент како нашиот почитува министер Муцунски, ама он е over the top. Значи, он кој збори англиски, сите македонки мастурбират. Но не е битно. Амерички поправко збори, амерички акценти. Но не е важно. Ја немам со кого да го зборам, јеби. Значи пишува, вика: договорот од Сан Стефано, најголемата дипломатска грешка направена на Балканот, и една од темелните извори на бескрајнен неред и долга серија од трагични настани кои што се случуваат на Балканот од тогаш па се до денес. Нели, грешка само малку помало од онаа со која што се дозволи денес, се мисли на мировната конференција у Париз после Првата светска војна, каде што е дозволено Бугарија да биде оставена така, без да биде казнета. Најголемата грешка и втората по неа, Бугарија што е дозволено да не биде казнета. И вели понатаму, да не ви читам се сега на англиски, не сум Муцунски, леле, абе, ја ќе ти дадев, да, му ебе матер како збориш амерички. А не другиве девојки, македонки тука, леле, како збореше тогаш амерички. Криво ми е Муцунски да му ебеш матер. Него да продолжам. Се да не ви читам све од договоров, еве ќе ви прочитам делови вака. Вика, умеѓу време, вика, јако вика Бугарија немаше некоја запазена, рече си, никаква улога во руско-турската војна, во која што активно учествуваа Романија и Србија, сепак вика Бугарија по некој пат доби, вика, тоа што го сакаше, вика, голема Бугарија. Нели, Сан Стефано до Охрид, она што го кажуваат како нивна престолнина. Но, вели, at the Congress of Berlin, Bulgarian delegates proved themselves much more troublesome than Romanian and Serbian ones. Vika Bulgarian delegates put forward a comprehensive request that Bulgaria should be made as large as possible. They are compelled by the very nature of their avarice to demand as much as possible and a little more. Veli, на Конгресот во Берлин, бугарските делегати се покажа дека се многу попроблематични од романските и српските. Иако Бугарија, вика, имаше незначителна, речеси, никаква улога во турско-руската војна, во која што активно, многу длабоко беа навлезени Романија и Србија. Сега вика. Тие, вика, се мисли на бугарските делегати на Конгресот во Берлин, Мировниот конгрес, вика, го истакнаа, вика, на Конгресот, без срам, без перде, едно сеопфатно барање, дека Бугарија би требало да биде поголема колку што е можно повеќе.
целосно, сеопфатно обседнати од нивната by the very nature of their, од природата на нивната алчност, вика, малтене, обседнати, вика, од природата на нивната алчност, тие, вика, бараа колку што е можно повеќе и нешто згора над тоа. Замислете, овој извештај на Комисијата за мировни преговори во Париз било истакнато дека бугарите многу безобразно, многу необјективно, многу недипломатски барале да добијат што повеќе, дури и нешто над тоа. Замислете како ги опишале американските дипломати кои што учествувале на мировната конференција, извештај кој што е официјален и кој што стои во Националната архива на Соединетите Американски држави. Понатаму вели за Македонија, да не го читам цел, еве кој го има одека, има овака луѓе, нека го истакнат под ова мое, во некој од коментарите под ова мое обраќање. Вели, вика, толку беа упорни во желбата да си ја присвојат, вели во извештајот, провинцијата Македонија, така вели во извештајот, што вика создадоа, вика, отпор, анимозитет кај другите делегати на Конгресот. Им беше кажано дека тој залак нема да им биде дозволено да го проголтаат. С тоа покажале дека тие Македонија никогаш не била нивна природна, некоја продолжена средина, бугарска, туку дека тие од секогаш имале аспирации на насилен начин да ја присвојат, да ја анектираат или да ја окупираат, да стане дел од нивната држава. Значи, бугари, вие можете до безсвест да вадите разни мемиња, разни ваши фризирани документи од вашиот архив. Овој бил бугар, оној бил бугар, ние сме ова, ние сме, Македонија е бугарска, Македонија. Ова, што ви го прочитав, се наоѓа во Националниот архив на Соединетите Американски држави. Документ од мировните преговори во Париз по завршетокот на Првата светска војна 1919 година. Точка. Нема што со вас повеќе да се паламуди, да се докажуваме, да се ова треба само вакви документи да ви вадиме. Па да видиме што ќе кажете, уствари нема да кажете ништо, вие сте задоени со вашиот идиотски шовинизам. Впрочем, тоа го забележиле и американските дипломати во Париз, тоа го забележиле и сите останати делегати на Конгресот во Париз, па и оние во Берлин, кога се бунеле на таквата одлука, да добиете тоа што сте добиле, голема Бугарија. Значи, у принцип, одамна светот вас ве провалил какви сте. Има тука изразено жалење што сте требале да бидете казнети, а не сте биле. Сте се извлекувале секогаш. Тоа е вештина на вашата дипломатија, како сте успеале после сите срања да се извлечете, се до тој ден кога е напишан извештајот од која загубивте и Првата светска војна и кога овие делегати викаат после ова, втора голема грешка е што Бугарија ја пуштивме да отиде неказнета. Тоа сте вие. Ние нема што да измислуваме. Ама ако се рчкате со погрешни луѓе и очекувате тие да ви клекнат на колена и да ви потврдат се вие што ќе зборите, многу сте се заебале. Затоа што македонците, за разлика од вас, знаат кои се и што се и многу добро се сигурни, тоест многу се сигурни у својот идентитет за разлика од вас, кои што го барате секаде, каде што не ви припаѓа. Само не го барете кај вас, затоа што сте го загубиле по пат. Затоа што сте сакале да бидете нешто што не сте. Тоа е вашиот проблем. А тоа има врска со психопатологија колективна. И тоа уште 100 пати ако треба ќе го повторам. Тоа е колективна психопатологија. Во желба
да најдеш потврда за себе, за своето потекло, за своето постоење, ти тоа да се обидеш да го украдеш од страна, да се закитиш со туѓо перие, во случајот со македонскиот идентитет. Толку имам да ви кажам. Ај сега, живејте!